Ве поздравувам сите вас кои ја следите новата епизода на Fair Play, епизода која ќе биде посветена на една од најпопуларните теми кога е во прашање спортот, а тоа е што друго ако не фудбалот. Во текот на минатата седмица, фудбалската репрезентација на Македонија ги имаше своите завршни обврски во рамки на Лигата на нации со двата одиграни надпревари во Скопје и Македонија, и тоа беше совршен момент да го искористиме фактот дека овде беа голем дел од нашите интернационалци кога во прашање фудбалската сцена, да го искористиме тоа и со дел од нив да позборуваме на тема фудбал и се она што им го исполнува секојдневието. Така што денеска во Fair Play двајца фудбалери и македонски репрезентативци ни гостуваат во студиото на Телма, затоа вам ве канам да останете со нас и да слушнете што имаме да кажеме во следните минути. Секогаш е чест кога имам прилика да бидам домакин на репрезентативци, на оние кои што се дел од најголемите наши амбасадори секако на полето на спортот. Овие луѓе имаат и како голема одговорност, гордост да го носат националниот дрес, секогаш се некако под лупата на јавноста, меѓутоа искрено мислам дека секогаш ја заслужуваат нашата поддршка. Не велам дека критиките се забранети, окей, тука се и нив да ги дадеме, меѓутоа заслужуваат и како почесто да го полниме барем нашиот стадион тогаш кога Македонија игра на свој терен. На тема фудбал, но она што им се случува и на клубски план, секако за репрезентацијата и генерално за животот, за нивното секојдневие, во оваа прилика во Fair Play разговараме со Јани Атанасов и Давид Бабунски. Дечки, добре дојдовте, многу ми е драго што сте ми гости. Фала ти многу. Фала ви многу. Како се чувствувате? Веднаш прашав дали има замор, затоа што такво е вашето секојдневие. Тоа што ќе се случи во клуб, се случува и најнаш доаѓате овде, каде што сега тука станува збор за Македонија, нема штедење, тренинзи, надпревари, така што како се сноѓате со темпото што ви е наметнато? Па добро, се разбира дека секогаш кога ќе дојдеме за репрезентација, товарот е голем, искрено, да се носи репрезентативниот дрес не е мала работа, али ние тоа го правиме со задоволство. Малце сме уморни да бидеме искрени, пошто доста работиме, доста анализираме, доста даваме све од себе. Тука сме за да го потврдиме тоа прво место, се разбира, и да ја направиме Македонија срекна. Да, Македонија, како што реков, верувам и сакам се повеќе да дава поддршката, затоа што заслужувате. Уште малку еве и од Давид околу тоа како е кога човек ја добива оваа задача. Да, не е лесно, меѓутоа привилегија ни е, ова е нашата професија, ова е тоа што го сакаме да го правиме. Вистина е дека има многу утакмици, се повеќе и повеќе, но лично јас уживам во тоа, што повеќе утакмици подобро и нормално кога доаѓаме и за репрезентација да играме, тоа има некој извор на енергија, нели, од кој влечеме и не носи према напред. Како се носите со моментот добивање или недобивање шанса? Знаеме дека сигурно и селекторот нема лесна задача, затоа што од една страна има ограничени можности, меѓутоа и од сите вас кои што сте во моментот најдобри, сепак треба одреден број на луѓе да добијат шансата. Трпеливи ли сте околу тоа во кој момент баш ќе ви биде дадена токму вас шансата на терен? Па, ако ме прашуваш мене, ја никогаш не се преоптеретувам дали ќе играм, дали нема да играм за репрезентација, затоа што знам дека кога и да играм, кога селекторот ќе се одлучи за мене, дека ќе го дам мојот максимум и дека ќе помогнам на екипата и ќе изгледа тоа како треба на терен. Така да, ако ме прашуваш мене, не е исто за репрезентација и не е ист филингот за екипа кога не играш. Што тие две знае да ти падне потешко? Па кога доаѓаме за репрезентација имаме две утакмици, да кажеме, дали една, дали две утакмици
И друго е чувството кога играш за репрезентација, друго е чувството кога играш за клуб. Кога си во клуб имаш многу утакмици, знаеш дека треба да работиш, дека треба да се докажуваш на тренинзи за да го добиеш тоа место. Се разбира дека треба да го заслужиш. Али тука во репрезентација е малце подруга ситуација и селекторот знае дека има квалитетни играчи, дали на клупа, дали на терен, и тука сме за Македонија секогаш да помогнеме. Така е, мислам дека е огромна награда само што сме повикани, само што сме тука и дел од оваа репрезентација, колку не има 20 и плюс играчи и сите се ставаме во функција на екипата, се осеќаме како една фамилија и кој да игра гледаме да дае се од себе. Давид е малку повозрасен. Кај тебе, што се однесува до репрезентација, имаше еден, ајде така ќе го наречам, вакуум простор, подолг период кога не добиваше повици и сега во последно време си редовно дел или добиваш повик. Од твоја перспектива, затоа што најдобро селекторот знае зашто си овде, меѓутоа твоја перспектива, со што сметаш дека заслужи за во понови денови да бидеш во репрезентација пак? Да, беше еден период, веројатно кога бев во Азија, во Јапонија, таму кога играв и тој период не бев викан ни за репрезентацијата, па после од кога се вратив во Европа, повторно добив и повик. Многу среќен што успев да се вратам и во последните 2-3 години константно да бидам тука. Мислам исто како и награда на редовните игри и добри перформанси што ги стекна во овие последни години. Значи, ако добро разбрав, клучно на некој начин беше и враќањето на европска сцена и малку тука поблизу и на оваа мапа, да речеме, така клубска? Да, веројатно, па мислам дека да. Кај вас има една голема спротивност што се однесува до почетоците. Значи, Јани е дете кое што израсна овде и мораше да ги помине оние чекори што малтене секој македонски фудбалер ги минува. Затоа со тебе, Јани, ќе почнам. Како и што треба еден македонски фудбалер да направи или да му се случи на терен, за да може да го добие тој посакуван билет, да излезе од Македонија и да биде видлив барем на европска фудбалска мапа? Па да, добро кажа. Нашата лига далеко од другите лиги за споредување, да бидеме искрени, али сепак сум благодарен што можев да одиграм барем една сезона тука во македонскиот фудбал и да видам каква е и лигата и како се одвиваат работите тука во Македонија. Не е лесно, реално не е лесно, треба секој тренинг, ако треба 100%, ти треба да бидеш на 200%, треба да се залагаш во сите аспекти на фудбалот, треба да си фокусиран 24/7 за да постигнеш некое ниво кое уште како мал си го замислувал и си сакал да достигнеш. Кроз тоа има многу падови, многу добри работи, али сите тие падови кои ги има во мојата кариера и кога бев мал, не ги ајде да кажеме, не ставав многу акцент на нив. Пробував да гледам само добрите работи и да се издигнам кај што мислам дека припаѓам и кај што мислам дека можам да играм. Играше во Академија Пантев во тоа време. Океј, сега пак морам повторно уште еднаш. Кога си во Академија Пандев, ако предпоставиме дека во Македонија би дошле скаути, луѓе кои што го следат фудбалот, пак од сите тие кои што се тука во Македонска лига треба да те видат тебе, да надополниме. Тие имаш и таа среќа и привилегија да бидеш дел од младинските репрезентативни категории. Така што предпоставувам и тоа игра улога. Кажи ми ги ти мене клучните моменти, како те забележаа? Па да бидам искрен, од кога знам за себе, знам дека играм за репрезентација од можеби U16, ако не се лажам, U16, па се до ден денеска сум за репрезентација. Имаше некои утакмици кои ми беа клучни, да кажам, и што сум стварно горд на нив и до ден денеска и мислам дека цел живот нема да ги заборавам. И можам да ти потенцирам, можам да ти потенцирам која утакмица точно и како све се случи и ден пред утакмица и све тоа. Игравме против Англија на ФФМ на терените. Планот на селекторот беше да не бидам во први 11, али за моја среќа дојдеа луѓе од Интер Италија да ме гледаат,
Да го следат на преварот, да видат што ти ќе прикажеш. Да, преварот што ја ќе прикажам, ради мене беа дојдени. Па ја со селекторот, го повикав селекторот, имав разговор со него. Кој беше селектор тогаш само? Воедин Станојковиќ. Добро. До ден денеска сум му благодарен. И ти му кажа? Да, зборевме некои си 20 минути, пола сат со селекторот, вечерно време. Па одлучивме, ја го замолив, он одлучи да ме стави да играм таа утакмица, а на ден на утакмица требаше да игра Фазлагиќ. Он требаше да биде стартер, па селекторот направи специјален состанок само за тоа, да појасни работите како стојат и што стојат. Фазлагиќ на ден на утакмица имаше роден ден. Мораше да ми отстапи место, само заради тоа што доаѓаат луѓе по мене да ме гледат и селекторот, фала Богу, одлучи на тоа да ме стави во први 11. Се случи прва, втора минута, да, најважното. Втора минута, центар шут и гол на Макази. 1-0 за нас, победивме 2-0 на утакмицата. Јас знам дека во 65-та минута дека имав некој старт и како да се изразам. Не лажев дека имам повреда, али знаев во себе дека Фазлагиќ е добар дечко и дека заслужува прилика и дека треба да исто да покаже и он што знае и колку знае. Ја барав измена во 65-та минута за дечкото да влезе во игра и му бев исто и на него благодарен, но исто разбера цела ситуација, така да тоа е целата приколна. И тоа што забележа, тоа беше за тебе пресвртница на некој начин. Така, можам да кажам, да. Инаку од тие твои соиграчи во репрезентација што ги знам и што ми се фамилија, сум слушнала многу пати до сега коментари, Јани има голема спортска среќа. Точно е тоа? Па мислам дека е точно. Дека ја нема секој, знаеш. Баш кога треба, можеби таа некоја моја среќа секогаш е на моја страна и ми помага малце и благодарен сум на тоа. Браво. Така, посакувам да биде и во иднина. Добро. Реков со Давид сосема спротивни почетоци имате. Се надевам барем оние кои што следат фудбал знаат дека ти израсна и како подобра личност и фудбалер во школата на Барселона. Прво сакам искрено да ги расчистиме коментарите поврзани со твојот татко и фактот дека ти си дете на човек од фудбалскиот свет, што секогаш се поврзува со некакви заслуги или не заслуги, како ти се најде во Барселона. Значи, можно ли е да постојат некакви врски, некакви привилегии за ти толку долго време, колку години беа во прашање? 10. 10 години, да се задржиш меѓу сите тие таленти одбрани кои имаат прилика таму да се развиваат? Да, во Барселона не проаѓа тоа така привилегии, него се наградува талент и секоја година е како тест, што ти треба да се докажеш и они треба да одлучат дали продолжуваш во следната генерација или треба да си бараш друго решение. Јас се родив во Скопје, меѓутоа никогаш не сум живеел во Македонија. Татко ми беше фудбалер и од многу мал почнавме да патуваме низ светот. Живеевме и во Бугарија, и во Јапонија, он кога играше таму, и во Грчка, во Атина, и во Шпанија кога играше. И кога стигнавме таму во Шпанија, мајка ми рече: ние остануваме тука, ти ако сакаш да продолжиш таму вамо слободно, и мајка ми одлучи и татко ми исто дека таму може убав живот да има за нас. И така почнав таму да живеам од 6 или 7 години до 22-3 преку 17 години во Барселона. Таму почнав и да играм фудбал, прво во школа и после во други клубови, не во Барселона. Него се викаат Феран Марторей, и после во Граманет, и на 12 години од тој клуб од Граманет ме скаутираше Барса и одлучи да ме земе во Ла Масија. Немам време за да детално раскажеме што се случи таму, но можеш ли накратко да кажеш после целото тоа искуство, кои ти се најважните лекции кои што во тој до некаде и строг систем кој мора сите да го почитуваат, ти ги научи и сега си ги имаш во себе и за себе, па и за твоите најблиски како пример, генерално во животот. Каде и да одиш, што и да правиш? Покрај можда и најдобра фудбалска школа во светот, каде што можев и да ги усовршам и
и технички елементи нормално и тактички. Исто така во Барселона се инсистира на развојот и на човечки вредности и на спортски вредности. Така тоа беше за мене едно многу богато искуство, 10 години како привилегија, како сон да го живееш, од кое многу научив и све тоа што го научив гледав како да го пренесам и да го расширам секаде каде што и бев после тоа. Имаше некои работи што ти мораше да ги промениш заради тамошните правила? Знам еве некоја примера приказна со фризура, таа е можеби побанална, но имало или нешто друго во твојот карактер што мораше да го надминеш, да го промениш за да немаш проблеми на тренинг? Не многу работи, мислам дека некако и мојот и личен карактер, природен и фудбалски исто талент се поклопуваа со филозофијата на Барса. Само тоа беше случка, долга коса имав јас. Во Барса не икеа младите деца да привлекуваат внимание за ништо друго него осим фудбал само. Да нема Значи отскокнување. да нема менѓуши, да нема фризури, да нема долги коси каде што од страна ќе привлече внимание, сака да тие вредности на скромноста нели да ги развиваме. Тоа беше причина. Тоа беше момент, да. Уште малку морам околу тоа. Има доста познати звучни имења со кои што си имал прилика да растеш, да тренирате заедно. Меѓу нив, кого може да наброиме? Од оние најстакнатите, најпопуларните? Да, со сите нив имав прилика да тренирам. Првиот тренинг со првиот тим на Барса ми беше кога беше Пеп Гвардиола и таа генерација што го освои све во фудбалот и со сите нив, Инјеста, со Чави, со Меси, со Пујол. После тоа имав доста тренинзи со кога беше и Тата Мартино, и Тито Виланова тренер и Луис Енрике последен. Си имал прилика до сега да бидеш на многу различни места, си соработувал со доста тренери. Може да се објасни зошто еве Пеп Гвардиола е во топ светските тренери? Што тоа толку го разликува од нив за да може да биде на врвот со години да биде на врвот? Неговото, би рекол, разбирање на фудбалот и начинот на кој он може да ти ги објасни работите, така што и тебе ти се проширува разбирањето на играта. И он обраќа внимание на некои детали во играта каде што други тренери или фудбалски луѓе не ги гледаат, можеби, и дава инструкции на играчите во врска со тие детали што им ја подобрува многу нивната лична игра и после нормално и играта на целата екипа. Тоа е една од работите. А карактерот? Голем психолог, исто голем мотиватор и денес како тренер, и тоа е една многу битна карактеристика која треба да имаш. Познате по таа тактиката кога некој негов играч седи на клупа многу долго време, ама ако го издржи тој момент, потоа експлодира на терен во позитивно смисло. Така е, он знае дека треба да пројде некое време кога има некој нов играч за да разбере он што сака од него. И тој период кога ќе пројде на адаптација, да кажеме, и на упивање на тоа он што сака од него, тогаш доаѓа до израз. Што би се рекло, мора да се заслужат некои нешта. Така е. Ама добро што кај Гвардиола не е невозможно, туку веројатно играчите знаат дека има за што да се борат и што да докажуваат. Espinosa, que avança, juga Babunski, gol, 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 gol! Gol! Iniciar la jugada, Cuenca havia connectat amb Denis Suárez, Dongu semblava que anava a xutar. Се враќаме сега малку на спортската среќа на Јани. Не е само среќа, не сакам да ги релативизираме фудбалските капацитети во никој случај. Меѓутоа, сам рече, можеби не добиваш и не си дел секогаш од стартниот состав на Македонија, ама затоа тоа што јас ностоп го споменувам и кога ќе се сретнеме, еден добар пример меѓу последните надпревари е оној кој што Македонија го одигра против Италија на Олимпико, каде што Јани даде не еден, 2 гола. Предпоставам дека ти е тој еден од најзначајните репрезентативни надпревари. Па да, искрено еден од. Како е низ твоја призма? Што немаше, до толку немаше ти стрес и отида таму ладнокрвно 2 гола да постигне? Еден од тие надпревари кој како мал ги сонував и ми проаѓаа кроз сон и
се случи на Олимпико, само што влегов на утакмица имав некој филинг дека ќе се десат многу работи, искрено. Една од тие утакмици кои не се заборават, пошто италијаните знаеме каква репрезентација се и знаеме на кое ниво сите нивни играчи се денеска во фудбалот. И среќен сум за тоа, али од друга страна исто не се поценуваме, ние знаеме дека ние имаме квалитет и дека можеме многу тоа, сме го докажале многу пати и тука во Скопје и во Италија исто. Така да, таа е една од моите утакмици кои нема никогаш да ја заборавам во мојот живот и среќен сум за тоа. Некако чувствувам дека и поради гледачите сакам ова да се обидете двајцата да го објасните. Зошто и како е возможно, например, да изгледаме на терен драстично по-лошо, кога спроти нас се, да кажеме, Фарските острови, ги земам за пример, лошо беше гостувањето кај нив, а да изгледаме многу попристојно, многу по-добро, многу по-моќно да успееме да се носиме со некој како Италија. Од аспект на навивач изгледа невозможно. Значи си викаш, чеке, мене ми нема логика. Подобре бевме против Италија отколку против Фарски острови. Пример. Може би и тие по големи репрезентации не подценуваат кога играат против нас. Сега кој кај нас има и додатна мотивација кога играме против нив. А овие по мали, да кажеме, ранг се едноставно подолу, нели? По мали репрезентации гледаат со нас можда шанса да извлечат позитивен резултат, па дупло помотивирани се да не победат. Но ние гледаме, мислам, било колку да биде. Не сме ние во репрезентација која во позиција да подценува ни една друга репрезентација. Ние сме мала земја, немаме многу изборни на играчи и гледаме, ама знаеме дека имаме квалитет и потенцијал тоа што го има, гледаме да веруваме дека можеме со било кој да играме и да конкурираме. Од кого, Јани, ова ме интересира, дали редовно добиваш поддршка од луѓето кои што се од твојот крај, затоа што и такви нешта имам слушнато, например луѓе кои се од Струмица да прокоментираат дека особено во последните години ти си меѓу личностите кои може да се издвојат како најголеми амбасадори на тој град. Дали чувствуваш дека имаш поддршка од таму? Имат ли интереси во животот да те гледаат кога играте во Скопје? Се разбира, да, имам многу поддршка од Струмица и благодарен сум на тоа. Доста луѓе пратат фудбал во Струмица. Фудбалот е еден од, него фудбалот е најпратен спорт во Струмица. Луѓето живеат за фудбалот, како што знаете, Горан Пандев е исто од Струмица. Да. Покрај него не може некој да биде. Да, сите се некако во фудбал, ги сакаат тие приказни, следат и така. Имам доста поддршка и среќен сум и благодарен на нив дека ме поддржуваат. Секоја утакмица кога да играме дома во Македонија, имам доста барања за карти, доста луѓе ме поддржуваат и тоа е тоа. Ако си одиш таму? Да, се разбира. Коментираат, се препознаваат, верувам, сите. Да, се разбира дека ме препознаваат сите. Струмица не е голем град, се знаеме сите кој шо, каде и како, така да. Значи многу минати бара адрес, знам. Имаме, ние како фудбалери имаме доста поверување за адресови. Тоа ни е дел од работата и некој кога ќе ми побара адрес, среќен сум да му ги исполнам сите желби, поготово на мали дечиња. Во оваа нова сезона и во нашето ново студио, односно начинот на кој што изгледа, секој пат во овој мој кадар, од едната страна гледачите редовно ги гледаат овие копачки, сакам да искористам приликата да се заблагодарам на Фудбалска федерација на Македонија и на Златко Андоновски. Тука е позади камери, иако местото му е од оваа страна на камерите, се согласува, знам, со мене и се надевам ќе го гледаме почесто. Значи, ова се копачки на Горан Пандев, но тука има замешано прсти и нашиот Сатја Грабуловски, кој редовно е задолжен да направи супер дизајни, не само на македонски спортисти, туку и на спортисти од секаде низ светот. И многу сум благодарна што тука се да ни го разубават студиото на Fair Play. Давид, може би ова е на некој начин болна тема, не знам, ќе кажеш сам, но знаеш дека за многумина е пречуден потек кога ќе заврши една приказна во Барселона, човек од таму да се пресели во Белград и во Црвена звезда,
повторно, без никакво подценување, тоа е бренд и клуб кој што знаеме каков статус има на Балканот, па и пошироко. Меѓутоа е сосема драстично различна приказна од Барселона. Од денешна гледна точка се кажеш за тој потек или едноставно така требало да биде и не размислуваш дали погреши? Прво, поради тој потек, ја запознав и жена ми и денес, мајката на моите деца, така не може да биде грешка од некоја перспектива. Но фудбалски е вистина дека не испадна како што се очекуваше или требаше. Кога излегував од Барса на 22 години беше, мислам, има неколку опции, се направи некоја приказна многу убава околу доаѓањето тука во Црвена звезда. Ми беше многу привлачливо од сите страни, од сите големи имиња. Слушав поддршка, се направи, нели, и по медиуми, и луѓе како Дарко Панчев и Давид, добра одлука, прав правец, дојди во Звезда. И се осеќаше големината на клубот. И покрај тие некои други опции кои ги имав, секој ајде, зашто да не да пробам, сепак е огромен клуб, може и најголем, нели, тука на Балканот. Ми мислам дека и во Звезда, ако иде добро, пак може да ти се отворат и многу врати за понатаму, како некоја одскочна даска. Меѓутоа после од страна на Звезда не се исполнија некои ветени што беа за мене планови или идеи, да. Тогаш ситуацијата во Црвена Звезда не беше толку добра како што е сега и како што после неколку години после тоа беше кога влегува и во групите во Лига Шампиони. Така да фудбалски не беше некое позитивно, не помогна многу во развојот на мојата кариера, но на друга страна за мојот личен развој, да. Твојата сопруга и твоите деца го следат твојот пат, секојдневието секако вие на некој начин условено од тоа каде настапуваш, каде живееш. Тешко им е на моменти да го издржат тоа или? Не е лесно, доста сме патувале во последните години во различни земји, сме живееле. Жена ми исто најголема моја поддршка, она све жртвуваше нејзино за да дојде со мене во Јапонија, каде што после Звезда отидов, таму ни се роди и првото дете во Јапонија. После тоа, кога се вратив, бев и во неколку земји низ Европа, како Романија, Унгарија. И не е лесно, но понекогаш сме и сами, нели, во тие земји, но имаме една многу добар однос, добра комуникација и со добра организација успеваме да уживаме во целата авантура и да упиваме се позитивно што допринесува. Ја спомена и Унгарија, спомена и Јапонија, што е потешко, јапонски или унгарски? Унгарски, искрено. Полесно ми беше јапонскиот, да. Потврдувам. Да, 100%. Секој пат во оние клипови каде се објаснува тежината на јазиците во топ 5. Да, Унгарија е, да. Значи, поднаучи нешто или сепак беше на ниво да разбираш, ама тешко да зборуваш? Што? Изборуваш? Учевме неколку, доста зборови, знам да нарачам нешто во ресторан, да се поздравам, сега не да имам дебати околу политика или не знам што, меѓутоа ни доаѓаше неколку месеци и една професорка дома. Имавме интерес и желба да го научиме јазикот со жена ми заедно. Унгарскиот не. Нема шанси, Атанасов 3-1! На клубски план не можеме со Јани да поминеме без периодот што го помина во Хајдук. Знам дека ти е тоа една од омилените, но можеби потешките теми. Се уште ти е ќе го потребна зборот хајлајт досега во кариерата, искуството таму? Па, мислам дека играчи кои играле во Хајдук и од кога си заминале од Хајдук, мислам дека не може Хајдук да не им биде во срцето. До ден денеска мене Хајдук ми е во срцето и сум горд на себе што поминав 2,5-3, скоро 3 години во Хајдук.
Мислам дека еден од најголемите балкански клубови, па можеби еден од големите клубови во Европа, каде што фудбалот е, луѓето го гледаат фудбалот, клубот го гледаат како страст, таква љубов. Ја немам видено, сменив 3 клуба. Таква љубов не се опишува како гледаат на Хајдук и колку го сакат клубот. Нема утакмица да не биде фул стадионот, нема пријателска утакмица да немаме поддршка, нема утакмица дали сме патувале 9000 километри од Сплит, нема никаков проблем, таму се те поддржуваат. Луѓето се многу преоптеретени со Хајдук. Кога Хајдук победува, Сплит све работи, кога Хајдук губи, Сплит е све затворено, никој не иде по кафења, никој не иде по вечери. Така да, исто доживеав да освојам куп со Хајдук. Вакво прославување и вакви емоции не сум имал никаде и мислам дека многу тешко дека ќе ги доживеам пак. И се надевам дека оваа година ќе ги исполнат своите цели и дека ќе бидат прваци на Хрватска. Имаше ли големи притисоци? Како се сноѓаше во поглед на навивањето, на луѓето, на навивачката група? Затоа што она што го рече се е затворено после пораз, верувам дека не е ни се едно да излезеш од стадион после пораз и да се шеташ слободно низ Сплит. Така што как беше тој притисок, си имал ли некогаш и проблеми? Да не сакаш да излегуваш, да знаеш дека можеби условно не е ни безбедно да те сретнат навивачи затоа што сте претрпеле тежок пораз. Сигурно дека осеќаш притисок, али тој притисок не е притисок, негативен притисок кој ти свара проблеми околу фудбалот, него тој е притисок што ти свара во глава тоа дека треба да гинеш за Хајдук, дека треба да оставиш срце на терен. Сме имале доста ризични денови кога не треба да излагаме од дома и кога треба да бидеме сите по дома, да кажеме да се криеме по дома, пошто се разбира, во фудбалот не може секогаш да победуваш, али луѓето околу Хајдук кои го сакат Хајдук, мислам дека тешко тоа да го разберат, дека не може секоја утакмица да се иде на 3 бода. Фудбалот е таков, спортот е таков. Да. Али од друга страна кога ние го гледаме тоа, знаеме дека позади нас имаме луѓе кои не гурат и луѓе кои ни даваат, ајде да кажеме, вода за дале, за да трчаме дале, така да притисок има, али тој притисок е во позитивна смисла. Имаш своји бројки, статистики, колку голови си постигнал? Јас вака пред очи имам еден гол од далечина, не е дека е еден, ама што си го постигнал за Хајдук и го паметам некако како еден од твоите поубави. Исто, ја нема да го заборавам тој гол. Мислам дека збориме за истиот гол. На таа утакмица игравме четвртфинале против Локомотива во Загреб. Ден пред утакмицата ми почина најдобар другар. И таа утакмица беше дали ќе играм, дали нема да играм, па баш на таа утакмица постигнав 2 гола и тоа двата гола беа прекрасни. И исто така таа ќе ми биде една од утакмиците која нема никош да заборавам во живот, како тоа што беше на Олимпико и ова ми е една од тие која никош нема да заборавам. Најубавите. И да, тоа ми се можеби најубавите голови посветени за мојот другар Богдан. Gura prema Atanasov, Atanasov stiže, ide odmah na završetak i pogodak Atanasova. Nevjerojatno rješenje, Atanasova može prepričavati cijeli život. Atanasov pokušava sam Atanasov! Atanasov raspalio, pogodio malu mrežicu, zabio drugi put na susretu. Како заврши приказната во Хајдук? Имаше посебна причина зашто си заминал таму? Па немаше, бев при крај со договор. При крај со договор не успеавме да се договориме за дале и мислам дека доста луѓе се променија, доста луѓе дојдоа, нови луѓе кои има некои нивни, ајде да кажеме, цели, а можеби не ме гледаа во тие нивни цели, така да Морав да напуштам, али среќен сум што бев таму 2,5 години и до ден денеска сум благодарен на сите луѓе таму кои ме примија да се осеќам како дома.
Што му каже и дали воопшто нешто му кажа мора да имало на Александар Трајковски кога веќе беше јасно дека таму ќе Па му се приклучи на сигурно Хајдук? да се слуша, доста пати се слушнавме пред да иде во Хајдук, имаше они со доста клубови кои го сака, понуди, да. али му кажав ако сака да осети емоција, ако сака да се залюби во некој клуб, дека тоа е Хајдук и дека тоа е правиот клуб кај што му е местото. Сите знаеме Трајковски каков квалитет и сите знаеме Трајковски дека има играно во едни од најдобрите клубови. Така е. Така да Хајдук, мислам дека Хајдук направи многу добар договор со Трајковски и треба да бидат среќни дека го имаат, а исто така и Трајковски треба да биде среќен дека е во таму? Хајдук. Има едно непишано правило, па не знам ни дали е само непишано, од многу луѓе тоа сум го слушнала во различни професии. Велат вака, кога човек ќе отиде во Јапонија, макар само и туристички, а уште подобро ако таму живее, од таму со сигурност ќе се врати како подобар човек. Ќе научи нешто, ќе стекне нешто подобро, нешто ново и така натаму. Вистина е тоа? Вистина е. Вистина е. Едно од најубавите искуства во мојот живот и што имав можност да живеам таму, да бидам изложен на нивната култура, да можам да бидам изложен и да упијам од нивните човечки вредности, нивниот систем, нивните начини на живење и како последица на тоа да видиш како и твојот личен карактер се трансформира и се подобрува. Логично е да те прашам, кои беа најголемите промени, кои беа тие вредности што ете па сега од таму си ги зема со себе? Не знам дали е возможно низ Европа да ги примениш, еве кажи ми сам. Они се единствени, мислам не може да ги споредиш со ниедна друга култура. Да. Можеш да најдеш сличности меѓу италијанци, македонци или така нешто, меѓутоа они се нешто скроз посебно. Да, има луѓе и јапонци. Да. И нивната предиспозиција секогаш да ти помогнат, нивната љубезност, нели, нивната посветеност на колективот, на нацијата и способност да се држат по тие некои традиционални вредности. Мене лично исто како да кажеме, креативна личноста што има тенденција, нели, према да сака повеќе слобода и тоа многу добро ми дојде да ја научам нивната дисциплина, нивното почитување за ред. Да. И ми помогна да најдам некој баланс, што се вика. Браво. Звучи прекрасно, не сум била, а се надевам дека ќе имам прилика да отидам и тоа се да го почувствувам. Ова што сега самиот за себе го кажа, а го знаат, особено со играчите, не може да влезеш во оние стереотипи на фудбалер. Има и многу предрасуди за фудбалерите, ги тргаме на страна, меѓутоа стереотипите за тоа како живеат, за тој дисциплиниран живот, карантин, јадење, тренинг и така натаму, не може да се каже дека е целосно твој начин на живот. Те интересираат и други нешта, филозофија и така натаму. Мене ми интересира дали тоа што си де факто поинаков од соиграчите, од пријателите, ти одмогнува да се вклопиш полесно во некоја средина, во репрезентација или во клуб, или ти помага тебе полесно да ги разбереш, да воспоставиш комуникација со нов тренер, со нови соиграчи и така натаму. Имаше еден период каде што не ми помагаше, со годините научив како тоа и да почнам да го користам во моја предност и да ми помогне. Од кога бев мал покрај и фудбалот, ме привлекуваа многу исто големите прашања на животот.
и од мал сум посветил им многу време и енергија да ги истражувам тие длабоки животни теми. Сум се секогаш грижил, например, за страдањето, зашто страдаме, сум љубопитност, нели, огромна, сум сакал да ги разберам механизмите позади нашите понашања како луѓе, зашто ги правиме работите што ги правиме, нели, кои се тие сили што влијат во нашите понашања и во таа, нели, тоа истражување сум нашол и многу алатки кои ми помогнале да самиот себе да се развивам на интелектуално ниво, на духовно ниво, покрај нормално и професионално и фудбалско. И според ова се што кажете, нервира некогаш кога ќе видиш его трипови во фудбалски свет? Што објективно ги има. Мислам, имаш разбирање за нив или едноставно се нервираш и си викаш зошто човеков ова си го прави сам на себе, па и на останатите? Да. Има најинтересно е кога ќе си го поставиш тоа прашање зошто и се отвара еден пат каде што ти ако одлучиш да идеш по тој пат, да ги разбереш зашто тие некои понашања, зашто се како функционира егото, нели, кое влијание има умот, например моќта на умот, и кога го зголемуваш твоето разбирање, полесно можеш да ги менаџираш тие работи, да се носиш со нив. Да. Јани, во Полска си сега. Да. И таа земја важи за земја така со построги правила, малку со наш израз ладно однесување на луѓето. Тешка ти е новата средина за функционирање или веќе се прилагоди? Не дека си кратко таму, но е поразлично од она досега. Да, на почеток не беше малце тешко и мене и жена ми, пошто ние балканците сме малце навикнати на друг живот, на други работи. Таму луѓето се малце поладни, али не можам да кажам дека не ме прифатија и не можам да кажам дека не сме срекни таму, пошто исто така како што на Давид во првото дете во Јапонија, ние добивме првата керкичка во Полска, во Краков. И така да Краков ќе не остане секогаш во нашите срца, затоа што таму имаме многу добри сеќавања и срекни сме за тоа. И се надам дека ќе останеме уште долго, ако ме прашуваш мене, али знаете фудбалот не е лесен фудбалот, денес си тука, утре може да завршиш во сосема трета држава, така да што ќе ни донесе животот, тука сме за сите предизвици и срекни сме таму, да. Значи сега е се окей, задоволен си на фудбалски план? Како се одвиваат нештата? Фудбалски план исто така сум задоволен. Има периоди кога не играш, има периоди кога играш, али затоа ја викам кога не играме дека кривицата е секогаш кај нас, не е кривицата кај некој друг. И затоа се трудиме и даваме све од себе да биде како сме замислиле и се надевам дека ќе ми биде окей. Дека ќе имаш и не е дека сега немаш воопшто минутажа, меѓутоа имам минутажа, али некој знае да биде турбулентно, така да се надевам дека ќе продолжам без турбуленции и ќе бидам на ниво кое замислувам и знам дека можам. Да биде по-стабилно сето тоа. Давид беше во Унгарија, интересна ситуација каде што имаше прилика да игра и со својот брат и против. Што тие две е потешко? Да, интересно беше и многу убаво искуство. Во Јапонија игравме еден против друг, а во Унгарија исто така и заедно во Дебрецен и после и еден против друг кога ја премина во друг клуб. Интересно искуство и многу сме срекни што доживеевме такво нешто. И добро сега, нели, кога се соочувате, едната страна мора да победи. После тоа има полемики, има не знам, има додека играме, коментари си коментираме. Ајде додека играте. Супер, тогаш можете а имате и опции за јазици, таман. Не мора да ве разберат. Така, си збориме, си се коментираме на шпански додека играме. Имаше 2-3 ситуации каде што ми се доближи да проба да ја земе топката, му викам каде цел живот не ми ја зема, сега ги ја зема. И си коментирам. Имаме многу убаво однос со брат ми, огромна љубов од кога сме мали и слични и интересирање имаме и фудбал и исто така и
и тие други Да, теми. интересно е, затоа што дефинитивно секој од вас си е своја приказна. Не гледам дека Да. тука има некаков конфликт, но Да. ситуациите баш да сте во некоја прилика заедно, а некогаш еден против друг е невообичаено. Уште некоја минутка не сакам да прескокнам медитација, затоа што разбрав дека е тоа нешто што те интересира. Што, медитираш редовно? Се обидуваш да медитираш? Ме интересира од секогаш да разберам како функционира умот, како функционираат мислите, зашто ни се појавуваат едни или други мисли во различни ситуации во умот, какви емоции тие мисли предизвикуваат во нас и што е тоа во мене што може да ги наблюдува сите тие процеси во себе и што можеме да научиме од сето тоа за да на крај за да можеме да живееме подобар живот, да донесуваме подобри одлуки. Така медитација е една од тие да кажеме пракси која те поканува да се наблюдуваш самиот себе, да пробаш да се разбереш подобро самиот себе и со тие информации нормално да видиш како можеш да се подобриш. Така да медитацијата е една од тие работи каде што седнуваш да видиш дали можеш да обратиш внимание во моментот, да ги наблюдуваш што се дешава сега во твоето искуство, во твојот ум, без да те однесат тие, да реагираш на било што да се десува. Случува, да. И наоѓаш доволно време, прилики за тоа да го практикуваш редовно? Токму тоа време и тој простор уз нешто како медитацијата учиш да го прошируваш во себе, каде што имаш поголем простор измеѓу реакцијата твоја на некоја случка или некоја емоција, имаш повеќе време за да не изреагираш на некој начин каде што може не е оптимален, него имаш повеќе време да ја анализираш подобро ситуацијата и последиците на твојата реакција и да одбереш подобра одлука или подобро понашање, подобра реакција. Помладите репрезентација се дружат со тебе, се трудат да научат од тебе? Како да не се дружиме секој ден, имаме дебати, седва и чекаме да се собереме во репрезентација. Ние сме срекни што го имаме и нека ти кажи. срекни сме што можеме чисто вака седнеме на кафе. Како мене вака слично го прашувате што се практикува за да нешто... Повеќето он зборува, не му се потребни на прашање. Не му се потребни на прашање, али ние сме срекни и стварно учиме доста од него, искрено. Има што да се научи, има и ако сакаме да зборуваме на тема пишување. Разбрав таблет или така нешто со многу фолдери, со многу внатре напишани нешто. Зашто станува збор сега? Се обидуваш да дојдеш до некаков конечен производ, не е баш соодветен збор, но да се тоа сето сублимира? Или тоа е нешто што тековно го правиш и немаш намера да биде сублимирано? Како е планот? Не, браво, точно така се надевам некој ден ќе можам све ова што го учам, сите информации што ги собирам, гледам да ги ставам во некои фолдери, организирам по различни теми, дали биологија, дали психологија, дали религија, дали духовност, дали наука и ако го отвориш телефонот мој, тие ноутс да ги видиш што... Ноутс, да. Ја не си видел? Да. Добро, сведок има сведоци. Нема крај. Добро, значи да чекаме здравие еден ден книга. Има време, авторска. Да, има време за тоа, да. Добро, ќе биде тоа интересно. Давид Бабунски за презимето, таман да не завршам да ми кажеш, популарно е твоето презиме. Реков во голема мера и поради твојот татко и поради вас што го наследивте. Си има посебно потекло од каде? Кажи ми го во оваа прилика. Да, верувам дека од Велес потекнува, има една планина, се вика Бабунова планина. Да. И веројатно таму и потекнува презимето Бабунски. Да. И од Велес како луѓето се ширија и понаваму и на кај Скопје и ни свети наоѓаме низ цел свет сега некој Бабунски, некој се врзано подиректно со нас, некој не се.
Добро. Мене ми е многу жал што времето за разговор ми истече, затоа што навистина сум среќна и благодарна што бевте супер соговорници, искрено. И над сите мои очекувања. Драго ми е што кажавте убави нешта, значајни нешта, се надевам и интересни за публиката. И ви посакувам се најдобро, најважното, добро здравје и многу успеси и на клубски план, а најважно се и за Македонија, затоа што знаете дека тоа на сите многу ни значи. Благодарам ја. Не благодарам. Благодарам до некоја следна прилика. Благодарам и на нашите верни гледачи кои што следат Fair Play. Се надевам дека повторно ќе се видиме во нашиот добро познат термин. Бидете и следната недела во 16:15 со нас на телевизија Телма. Довидување.